Благодарам што ми овозможите денеска да се чувствувам вака убаво. Ова е убава прилика да видиме колкава е голема поддршката од сите страни за развојот на Пониква и развојот на туризмот на Пониква. Секако по реконструкцијата на патот од Кочани до Пониква, со што се овозможи навистина непречено и безбедно пристигнување на Пониква, се наметнуваше потребата од понатамошно движење и реконструирање на другите инфраструктурни проекти со кои ќе овозможиме побрз и подобар развој на туризмот. Еден од тие проекти беше секако старата и дотраена опрема, односно ски-лифтовите, кои што навистина беа изградени пред 40 години и забот на времето го беше сторило своето, односно навистина не нудеа безбедно скијање. Зашто навистина беше потребна нивна целосна реконструкција. Благодарение на иницијативата на локалната самоуправа, која ги препозна потребите од реконструкцијата на овие ски-лифтови и поддршката од страна на Швајцарската агенција за развој и соработка преку форумот на заедниците, успеавме да обезбедиме средства за еден навистина регионален проект. Јас можам слободно да го наречам и повеќе од регионален проект, бидејќи овде доаѓаат да уживат во убавините на Осоговието и да скијат не само дечиња од Кочани, туку од целиот исток, дури и пошироко од нашата држава, што навистина со оваа реконструкција овозможивме првим побезбедно и поквалитетно скијање и секако овозможуваме да овој скијачки центар го задржиме во ваква состојба како што е, се до моментот до кога ќе се створат услови да се изгради нов, модерен, европски скијарски центар кој навистина ќе ги задоволи вкусовите и на најпробивливите љубители на овој зимски спорт. Ние како локална самоуправа и понатаму продолжуваме со аплицирање со разни проекти до владата и до сите други меѓународни организации, се со цел да обезбедиме повеќе проекти кои ќе привлечат поголем број на туристи и љубители на спортот и на планинскиот спорт. Таков проект е проектот Планински велосипедски рај, со кој што е предвидено изградба на планинарски дом со 28 легла и 2 велосипедски патеки од Пониква до Кочани во должина од 35 километри, со што очекуваме следната година, односно проектот е предвиден да биде завршен до крајот на мај, и очекувам дека за летната сезона љубителите на планинскиот велосипедизам ќе добиат нова инфраструктура и нови предизвици и уживање и во планината и во велосипедизмот. Навистина се чувствувам гордо што денеска имам прилика, макар и на кратко, да бидам домакин на половина влада. Благодарам председателе за вашето време, благодарам министри и сите останати присутни, каде што навистина ми дадовте шанса да ја покажеме ова убавина и навистина да ги покажеме потенцијалите кои што ни стојат и секако проектите кои што сакаме да ги представиме и кои треба да бидат поттик за понатамошен развој на Пониква и на целото Осоговие. Овде не можам да не кажам неколку зборови за заштитеното подрачје, процес кој навистина траеше доста долго, меѓутоа благодарение на упорноста на локалните самоуправи и на градоначалниците од целиот регион и упорноста на представниците од Швајцарската агенција за развој и соработка, која целосно не поддржуваше во овој процес, покрај финансиски, не поддржуваше и во делот на обуките, каде што имавме прилика како градоначалници да се запознаеме со предностите што ги нуди едно заштитено подрачје и навистина после тие сознание беше едноставно многу лесно да ја донесеме одлуката дека час побргу треба да одиме во прогласување на заштитени подрачја кои навистина ќе бидат од интерес на сите граѓани. Ова заштитено подрачје навистина овозможува понатаму побрз социоекономски развој, бидејќи производите што ќе бидат произведени од овде имат можност да бидат брендирани како производи со потекло од заштитени подрачја, кои се многу интересни и барани на европските пазари и секако постигнуваат поголема
цена на европските пазари. И не само тоа, со ова возможуваме да ова наше природно богатство, да ова наша природна убавица ја зачуваме и оставиме на нашите помлади генерации. Сега ве поканувам во инфоцентарот на Кафе и ви благодарам за придружбата и за шансата што ми ја дадовте навистина да се чувствувам прекрасно овој ден. Благодарам.